Драги другарчиња, здраво! Денеска имаме прашање за вас. Дали вие се грижите за природата, за вашата животна околина? Ги собирате ли своите отпадоци во соодветни корпи? Да? Ајде сега да видиме како за екологијата се грижи глувчето Ицко, кое живее во една многу симпатична куќичка. Оваа приказна се вика Куќата на глувчето ми Ицко. Ицко бил едно многу убаво глувче. Но Ицко многу сакал да собира отпад. Погледнете што има се наоколу. И Ицко многу тешко се разделуваше од својот отпад. Инаку Ицко, другарчиња, живееше во една многу убава куќа и кога седеше внатре дома, најмногу од се сакаше да дзирне, да види дали му е тука отпадот, дали му е тука стариот чевел, дали му е тука старото стаклено шише кое што може да биде и опасно бидејќи искршено, и едно старо пластично шише дали стои тука. Тука ми е се. Ќе се вратеше внатре и ќе си продолжеше да се игра. Ицко често пати разговараше со својата мајка. И таа ќе му речеше: Ицко бре, мој мил, зошто бе сине сето ова ѓубре да стои во дворот? Ајде да го фрлиме, не ни е потребно. Не, мамо, те молам. Нека постои уште 2 дена, нека постои уште една недела, мамо, нека постои уште еден месец и после ќе го фрлам. Ицко, погледни сине, стои старата чевла, стојат кеси пластични, стојат конзерви, стои лушпа од банана, стои шишето за млеко кога беше многу малецо. Зошто ти се тие? Нека постојат, бе, мамо, нека постојат малку, па ќе ги фрлиме. Но, другарчиња, тој ден за фрлање никогаш не доаѓаше. Да видиме што се случило понатамо. Ицко излезе на шумскиот пат пред својата куќа, кога ете ја Мецана. О, Ицко, пријателе мои, што правиш, а? Што прам? Еве се сунчам на пролетното сонце, а ти, Мецано, што правиш? О, јас имам многу работа. Пролете, чистам по дома, луфтирам, бришам прозорци и пронедов еден куп пластични кеси и сега ги носам во шумата да ги фрлам. Мецано, немој да ги фрлаш. Еве, дај ми ги мене. Добро, Ицко, кога си запнал. Еве ти ги. Мецана им ги даде сите кеси на Ицко и замина се врати дома. Лиске, каде си тргнала? Каде сум тргнала? Па сум тргнала, си имам работа. Чистам по дома, суредувам и најдов еден куп метални конзерви. И се разбира, ги носам во шумата да ги фрлам. Лиске, немој те молам, немој да ги фрлаш. Еве, дај ми ги на мене. Добро бе, ќе ти ги дадам. Стварно не разбирам, што му е на овој шлакнат глушец? Што ли ќе прави со толку метални конзерви? И лисицата му ги даде конзервите на Ицко и си се врати дома. Ицко,
Ицко, еве брзам, што си застанал на патот? Чекај, зајко, почекај малку. Што носиш ти? Па носам стаклени шишиња. Во нив ми стоеше порано сокчето од морковче и сега веќе сум ги испил сите и одам да ги фрлам во шумата. Немој, зајко. Дај ми ги мене стаклените шишенца. Што ќе си се тебе, бре? Абе, дај ми ги мене, ајде, врви си под патот, дај ми ги и готово. И навистина, зајко му ги даде стаклените шишиња на Ицко и се врати дома. О, Ицко, пријателе мил, што си застанал на сред пат? Еве тука си стојам на пролетното сонце и си се солчам и си ги чекам пријателчињата да поминат. А ти, Бувчо, што е ова? Како што е ова? Па погледни, ова се сите мои стари листови на кои што сум решавал математика од минатата година. Значи не ти треба, а ти каде ги носиш сега? Каде ги носам? Во шума. Во шума ги носам да ги фрлам, не ми требаат. Бувчо, добро, не ги носи во шума, дај ми ги мене. Ама ти си, бре, Ицко, мал, не можеш да ги решаваш задачите. Добро, дај ми ги мене, нема да ги решавам задачите. Ицко ги зема сите листови стари од Бувчо, а Бувчо се врати дома. И другарчиња, Ицко си седна тука на патот и си размислуваше. Што да направам сега? Што ли да направам сега? И идејата му дојде. Погледнете што направи тој. Отиде во својата стара шупа и тамо пронајде 4 канти стари. На секоја канта напиша различно. На едната напиша пластика, на другата стакло, на третата хартија, а на четвртата метал. Еве со четката уште ја дообојуваше кантата за метал. Ќе брцне во својата боја, шлоп, и оп, ќе ја намачка. Почека да му се исушат кантите, а потоа сите отпадоци ги ставаше на свое место. Металните работи ги ставаше во кантите за метал. Тие од хартија во кантата за хартија. Тие од стакло во зелената канта за стакло, а пластичните шишиња и кеси ги смести во кантата за пластика. Потоа секоја канта ја истера на патот на кај шумата и ги нареди сите 4. Леле, колку беше горд, вака се испрчи целиот како некој дека ќе му стаи еден медал и си помисле колку ли сум умен ова што го направив. Да видиме што се случило понатамо. Еј, Мицано, каде си тргнала пак? Ми остана уште некоја кеса и одам да ја фрлам во шумата, или тебе ти треба? Не, погледни, сега имам една задача за тебе. Ајде, погледни ги кантите. Ајде, види, твојата кеса во која канта треба да оди? Метал? Не. Хартија? Не. Стакло? Не. Во пластика! И меца на кесата, ја стави во кантата за пластика. Ицко беше многу среќен и така насмеан ја пречека и лисицата. Лиске, каде одиш, Лиске? Леле, бре Ицко, 100 пати ли ќе ти кажувам, чистам дома и ми остана уште една лименка и си викам, ќе одам да му ја дадам на Ицко. Види, Лиске, погледни што сум подготвил, погледни ги кантите, ајде погоди твојата метална конзерва каде треба да дојде.
Што сум? Пластика? Не. Стакло? Не. Хартија? Не. Еј, во метал, бе, Ицко, во метал? Така е, Лиске, така е. И Лиска, оп, својата конзерва ја стави во кантата за метал. Ицко подскокнуваше од среќа, ете го и Зајко трча со уште едно стаклено шише. И Ицко му вели: Зајко, сврти се, ајде шишето твое каде треба, во која канта? Па се разбира во стакло, рече Зајко. Одлично, браво Зајко. А потоа дојде и Бувчо со уште неколку листови стара хартија и тој веднаш погоди дека листовите треба да ги стави во кантата за хартија. Другарите беа многу среќни, а Ицко беше најсреќен од сите. Сега, нивната шума, другарчиња, ќе биде чиста и прекрасна. Нема да има ниту едно ѓубренце кое што ќе ја загадува. А сите овие шумски другарчиња, заедно со Глувчето Ицко, ќе можат да си играат во шумата. Браво Ицко, ти честитаме и силно ти ја стегаме раката. Браво Ицко, браво! А сега, другарчиња, пред да продолжиме, сакам да ве почестам со едно вкусно, топло, чоколадно млеко. Ова е волшебно чоколадно млеко. Ќе не смири и ќе ни помогне да продолжиме понатамо. Еве погледнете, еве вака, овдека, погледнете шолјата со чоколадно млеко. И сега на почетокот, ајде да го помириснеме заедно, да вдишеме. А потоа, ајде пак да вдишеме, да го помирисаме. И да издишеме за да го оладиме. И ајде заедно уште еднашка. Вдиши. Издиши. Колку е сладко. Знаете, ова не се пие неколку пати во денот. Еднашка може да се пие. Мора да внимаваме и на здравата храна. Браво, мили мои. И сега имам неколку интересни задачи за вас. Ајде да ги погледнеме. Оваа задача, најтешка, да повториме што научивме со Глувчето Ицко. Видовме дека отпадот треба да се дели на различни места. Тоа се вика сепарирање. Ние ќе си го запамтиме како делење во различни канти. За метал, за хартија, за стакло, за пластика. За жал, на нашава планета, погледнете ја позади, на нашава планета, не се сите луѓе умни и не знаат сите да го делат отпадот, туку го собираат се на еден куп, а тоа така не оди. За да биде планетата здрава, за да и ние живееме на нејзе среќно, треба да научиме како се дели отпадот. А нас Ицко ни помогна многу брзо и лесно да го направиме тоа. И сега, другарчиња, ајде една задача за дома, за вас и за вашето семејство. Погледнете, вели домашен мал екологист. Утре наутро, кога ќе се разбудите, другарчиња, малце низ дома така прошетајте и погледнете налево, надесно, во некое ќоше, да не има оставена стара хартија или некои пластични шишиња или друг некаков отпад, а потоа со мама и тато нека ви помогнат, направите 4 различни кутии во различни бои, за стакло, за метал, за пластика. И другарчиња, потоа отпадот ќе го разделите во различни кутии. Ете, ако го направите тоа, вие сте веќе мали екологисти. И сега интересна задача уште една. Погледнете, вели, направи еко-волшебен двоглед. Двогледот многу лесно се прави. Со 2 картончиња од тоалет хартија ќе го обоите со зелена боја, може и со друга, и потоа застанете позади прозорецот
со мама или со тато и вака наместете го двогледот. Внимавајте, ние сме сега еко-детективи. Можеме да видиме дали некој чичко фрла отпад тамо каде што не му е место. Дали го дели така како што треба. Браво, другарчиња! И уште една задача. Што можеме да направиме од отпад? Еве го. На мама ќе и побарате од таблите за јајца да ви скине малку. Ќе обоите во боичка каква што сакате, ќе ставите 2 цевчиња и нашиот брод е спремен. Толку за денеска, мои другарчиња мили. Мислам дека ви беше интересно и наскоро се гледаме. Ви испраќам бакнеш. Јас имам другарка Јана и таа е весело и ведро девојче. Но неодамна запознав уште една Јана. Ја знаете ли и вие? Таа ми раскажуваше како го запознала Роко. Ајде да видиме сите заедно. Јана! Како го запознав Роки? Здраво! Јас сум Јана. Важни работи за мене. Сакам да си играм, да истражувам и да раскажувам за моите авантури на литературен македонски јазик. Најчесто им раскажувам на мама и на тато. Се додека тие не ми дадоа една интересна идеја. Јана, раскажувај му на сиот свет. Биди нашата мала јутјуберка. И еве ме! Денес сакам да ви раскажам како го запознав моето волшебно пријателче. Се случи тоа неодамна, на едно волшебно место. Зборувам за моето... Што е ова, Јана? Филип. Ме прекина на најинтересното. Што е тоа? Што правиш? Го снимам моето прво YouTube видео. И јас сакам. Ова е моето братче Филип. Филип, ова се моите гледачи. Здраво! А сега продолжуваме. Каде застанав? Сакав да ви кажам за моето волшебно пријателче од волшебното место. Всушност, Филип, ти кажи како се вика. Роки! Така е. Еве како го запознав Роки. Тој ден си игравме криенка со Филип. Нему му беше ред да бара. Повторно. Јана, каде си? Јана, каде си? Јана! Јана, каде си? Јана! Кој беше тоа? Јана, каде си? Јана! Ми личи на папагалче. Ги повторуваше моите зборови. Еле го, да го следиме. Влезе онаму. Трчајќи по шареното папагалче, стигнавме до едно место со необично име. Што пишува, Јана? Волшебна книжарница. Каква е таа волшебна книжарница? Филип, мислам дека треба веднаш да влеземе и да истражиме за што станува збор. Застани, папагалче! Каде отиде? Слета онаму. Каде ли исчезна? Еве го папагалчето. Пишува ли како се вика? Се викам Роки, мило ми е. А вие сте Јана и Филип. Папагалчето на сликата зборува. Секако дека зборувам. Јас сум папагалче. Здраво, Роки, здраво! Но
Како е можно да зборуваш од сликата на оваа книга? Можно е. Вие сте во волшебна книжарница. Ова навистина е волшебна книжарница? Да, и секоја книга што ја гледаш тука е еден волшебен свет. Прекрасно! Безброј книги, безброј светови, со безброј авантури. Сите на дофат на раката. Неверојатно! Може ли да те земеме за дома, Роки? Ке те чуваме многу добро. Но Роки, ти леташе надвор од книгата. Да, премина во вашиот свет, бидејќи ми е потребна помош. Ние, животните од џунглата, имаме еден голем проблем, кој не знаеме како да го решиме. Ние ќе ти помогнеме, Роки. Што треба да сториме? Следете ме и ќе ви покажам. Но како? Како да те следиме? Само почни да читаш и ќе влезеш во мојот свет. И тогаш папагалчето Роки одлета во џунглата. Што ли ќе се случи следно? Јана, ние сме во џунглата. Роки, тука сме. Раскажи ни за проблемот што го имате. Во џунглата е многу топло Аха, и животните немаат доволно вода за пиење. аха. Јас тргнав да ја барам и го најдов ова старо напуштено селце, а до него ова убаво езерце. Во него има доволно вода за сите животни од џунглата. Но луѓето кои порано живееле тука изградиле мовче, кое ние не знаеме како да го спуштиме. Ако вам ви успее, тогаш животните ќе можат да поминат на оваа страна и да си пијат вода кога и да посакаат. Може да прескокнете со трамбулина? Немаме трамболина. А да се префрлите со катапулт? Немаме ни катапулт. Ајде да го видиме мовчето. Што е ова, Роки? На оваа табла е упатството за спуштање на мовчета, но ние животните не го разбираме. Јас ќе ви помогнам. Состави реченици и помини. Ајде да составиме реченици од она што го гледаме на сликичките. Ајде! Ќе почнам јас. Пеперутката лета над цвеќињата. Браво, Јана! Еве уште една. Мајмунчето јаде банана. Филип, обиди се сега ти. Момчето скока во водата? Роки, сега си ти наред. Со моја помош. Во ред! Што прават птиците? Што прават птиците? Па, птиците си играат, се дружат. Роки, што прават птиците? Птиците летаат на небото. Точно! Животните од џунглата ќе си уживаат покрај водата. Ви благодариме, Јана и Филип. Ми беше задоволство, Роки. Може ли повторно да те посетиме? Може, кога и да посакате. Но првин проверете да не сте потребни во некој друг волшебен свет од книгите во волшебната книжарница. Другарчиња, овде се разделуваме, но ќе се дружиме повторно следната седмица.
Довидување!